не затоа што конечно ќе профункцира државата, не затоа што конечно ќе имаме само влада, туку ќе се врати текот, нормалниот тек на граѓаните. Конечно, секој треба почне да функционира, министерствата ќе почнат да функционираат и секако очекуваме да понатаму ние ќе бидеме тука да бидеме оние кои што ќе поттикнуваат работата на СЈО да се спроведе до крај, да се спроведат сите иницијативи кои што претходните години сме ги имале, барањата кои што сме ги имале во тие иницијативи и затоа сме тука денес да потсетиме дека има уште многу работа после добивањето на мандатот, ама исто така и дека сме тука присутни да си ја бараме правдата, затоа што ја заслужуваме. Сепак после толку години наслушнати, време е да добиеме буквално правдата за изгубените животи, за изгубеното здравје, околина, пари, економија, бирајте, мислам за што сакате може да славите. Ние славиме за тоа. Почнуваме од почеток, тешко ќе биде, меѓутоа славиме за еден убав нов почеток во оваа држава. Можам да кажам дека улицата беше ваш втор дом на тие илјадници граѓани кои излегува. Колку тоа што беше улицата ваш втор дом допридонесе да денеска имаме комплетно нов почеток како што вие кажувате? Верувам многу заради тоа што од самите почетоци, еве ќе се вратам далечната 2009 кога сме излегувале со 20, 30, 50 на луѓе на ден до шарената револуција каде што имаше илјадници на ден, сметам дека тоа е голем прогрес за политичката култура во Македонија, генерално, да се знае дека една било која власт може да се буквално да се стави под знак прашање додека и трае мандатот, дека треба да ја прашуваш власта и да ја бараш отчетност и транспарентност и тоа го демонстриравме и сметам дека било која власт наредна, вклучувајќи оваа која сега денеска буквално го добива мандатот, го има тоа на ум, дека со години назад се градеше некаква политичка култура на отпор и дека веќе имаме процент од граѓаните кои што се свесни, кои што разбираат што е демократија, кои што разбираат што е владење на право, правна држава и ќе го бараат тоа од секоја наредна власт од сега натаму. Дали ако во некој момент работите тргнат во поинаков правец, вие повторно ќе излезете и ќе им го кажете тоа како што го направивте претходно? Така. Да, како што кажав, тука не се застанува. Верувам дека голем број од луѓето кои што воделе и самите тие иницијативи се свесни дека мора да се продолжи со барањата кои што сме ги имале за претходната власт, заради тоа што таа одлучила да биде глува на нашите барања, што значи не сме ги исполниле. Така што до нивното исполнување верувам и ќе се јават и множно и други иницијативи, верувам понатаму од проблемите кои што се јават во општеството, кои што треба да се решаваат. Со вклучувањето на граѓаните само така може и да се решат сите проблеми, бидејќи сепак Македонија е за жал во една длабока криза, како институционална, така и културна и уметничка, образовна, научна, во сите сфери сме тотално пропаднати и од тука мора да почнеме одново да се градиме. А тоа не може да се направи ако граѓаните бидат исклучени или пак не притискаат за да се случат промените.